Топ тема на ваша страна, добро вечер. Почна кампањата за 6-тите председателски избори. Од вечерва го отвараме изборниот дебатен подиум на Телма. Кампањата од сите аспекти, дебатни интервјуа со тројцата председателски кандидати. И веќе в четврток и првото соочување меѓу претендентите за иден председател Блерим Река, Гордана Силјановска и Стево Пендаровски. 20 дена во кои тројцата кандидати ќе се обидат да ја добијат довербата за иден председател на државата ја почнаа предизборната трка. Предизборните каравани тргнуваат од 3 различни градови. Телма вечерва е во Скопје, кај плоштадот Скендербек, каде кампањата ја почнува Блерим Река, а деталите ќе ги слушнеме од Далиборка Демјанска. Во Охрид, каде почнува кампањата на кандидатот на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова е Сонја Николовска, а во Прилеп, каде е централниот промотивен собир на кандидатот на СДСМ и останатите владини партнери Стево Пендаровски е Емилија Мисирлиевски. Ќе ги слушнеме за кратко со деталите од стартот на кампањата, а во студиото анализа на почетокот од оваа предизборна трка и очекувањата од неа со Петар Арсовски, комуниколог и политички аналитичар. Добро вечер и добре дојдовте. Петар Богоевски, активист на ВМРО ДПМН. Добро вечер и Джелал Незири, колега новина. Добро вечер и за вас. За сите идентично прашање на старт, Арсовски би почнал од вас. Многу избори во Македонија го носиле епитетот судбински или историски по различни нешта. Ако треба да издвоите 3 карактеристики според кои би ги опишали овие избори, тоа би биле кои? Па, две ми паѓаат веднаш на памет. Првата е релативниот пробив на етничкото гласање. Првпат имаме кандидат кој е поддржан и од голема македонска и од голема албанска партија, и тоа е една промена до сега која дава некаква стратешка предност на Стево Пендаровски. И второто е што де факто овие избори ќе бидат потврда на генералната владина политика визави евроинтеграциите и преспанскиот договор или израз на некакво незадоволство по тие прашања, бидејќи тоа е оската по која електоратот во моментот е поделен. Така што тие две работи може би ги прават овие избори поразлични од другите, иако најчесто синтагмата судбински не се ова само обични избори се користи како мотивација на гласачите, не дека се тоа вистински пресвртници. Но ова е шанса за Македонија да го утврди тој пат кон евроатлантските интеграции или, условно речено, да го редефинира тој систем. Така што по тоа се различни. Незири? Јас не би ги нарекол судбински. Мислам дека судбински беа изброите од декември 2016 година, кога се одлучуваше по кој пат да тргне земјата. Сега кога веќе го надмина најголемата пречка, тоа е спорот со Грција и веќе пред вратите на НАТО и пред започнување на преговорите со Европска унија, мислам дека овие избори се одвиваат по една по релаксирачка атмосфера и во една таква атмосфера не би го добила тој предзнак судбински. Јас мислам дека овие избори ќе бидат индикатори на тоа дали политиката на владата со договорот со Грција, со подпишување на договорот со Бугарија, со закон за јазиците и со сите овие резултати кои ги испорача или не ги испорача има легитимитет кај граѓаните или новата или опозицијата предводена од новото раководство на чело со Мицковски може би е на пробив да го добие тој легитимитет. Освен ова, исто така овие избори ќе бидат значајни и внатре во самите партии, политичките партии. Тоест да се покаже колку СДСМ после сите овие процеси останува монолитна, обединета околу раководството, околу ЗАЕП, и од друга страна колку Мицковски има фактички кредибилитет, има авторитет да ја води партијата со тоа што ќе ги обедини сите можни фракции внатре, со тоа што истите би гласале за господјата Силјановска. Значи овие избори ќе бидат показатели за многу состојби,
но сепак јас не би ги нарекол судбински или историски или така натаму. А јас се оградив дека порано вообичаено изборите, а и сега во политичката реторика, веројатно ќе го слушаме тоа, во Грски. Во историјата има примери кога се случуваат радикални промени општествени и во државата, се случуваат како повеќе еден краток период на контра удар, враќање на старата состава и после тоа за секогаш она старото заменува во историјата. Во таа смисла, оваа теза оде во прилог на кандидатката Силјановска, бидејќи една година или година и половина, од кога е новата влада и нешто повеќе, се случија толку многу радикални промени општествени, пред се на външно-политички план, но и внатрешно. Имаат свој одраз и внатрешно во општеството, што на овие избори граѓаните или ќе дадат легитимитет на тие промени и ќе ги поттикнат да продолжат тие промени во таа насока, или ќе ги сопрат, односно ќе ги делегитимираат во целост и ќе предизвикаат обратен процес. Од таа смисла, да, судбински се за траекторијата по која се движи Република Македонија следниве 10 години, можеби повеќе. Ќе ги анализираме подетално сите стави она што не очекува, ќе ги соочите и аргументите кои што очигледно се спротивставени, но одиме во живо од Скопје, Охрид и Прилеп, каде нашите репортери го следат почетокот на предизборната кампања. Прво и според редоследот на избирачкото ливче, за да нема дилеми зошто и кого прво сме одбрале, а и според тајмингот на предизборните собири одиме во центарот на Скопје, кај плоштадот Скендербек треба да е Далиборска Дамјанска, која го следи предизборниот собир на Блерим Река, кандидат поддржан од група граѓани, но и од две опозицијски албански партии, Алијансата на албанците и БЕСА. Далиборка, дали почна митингот и кои се пораките што се слушна или што се очекува да бидат слушнати од Блерим Река? Почнат собирот Боби се доцни околу половина час. Река малку неконвенционално ја почнува кампањата одовде. На плоштадот Скендербек се поставени столици за седење, па повеќето од присутните седат на митингот. Како што дознаваме, првин треба да се обрати председателот на БЕСА Билал Касами. Веднаш после него ќе има обраќање Зијадин Села од Алијанса за албанците, па дури потоа ќе се обрати Блерим Река. Иако ни вети тој пред почетокот на собирот не даде изјава, меѓутоа успеавме да го обезбедиме неговиот говор, што вечерва ќе го одржи овде, кој што е прилично краток и во кој тој ќе ги повика присутните и сите граѓани да гласаат за него, од причина што вели дека се залага за враќање на републиката во вистинска смисла на зборот, токму тоа за републиката и неговиот слоган со кој ќе настапува во престојната кампања. Вели дека треба да го дадат гласот за него затоа што тоа ќе значи борба против корупцијата, непотизмот, селективната правда, исто така и дека ќе значи и даден вистински глас, а не украден. Смета дека досега Албанец не бил избран за председател затоа што албанците биле само гласачи, а не и гласани, и дека тоа ќе се промени на 21 април. Тоа ќе биде вечерва тој од Скопје почнува кампањата, меѓутоа следниот собир ќе му биде во Дебар, веднаш потоа во Струга и така натаму. Колку што слушаме, зад мене музиката престана, се очекува во секој момент да почне собирот. Тоа е за сега се што имам одовде со информации Боби. За пораките ќе имаме повеќе детали во вестите. Благодарам Далиборка Дамјанска од собирот на Блерим Река во Скопје, кој настапува под слоганот за републиката или една република за сите. Во Охрид се селиме каде што е Сонја Николовска, таму се очекува предизборниот собир на Гордана Силјановска, кандидат на ВМРО ДПМН, исто така поддржана и од група граѓани. Сонја, каква е атмосферата и кои се пораките кои што се очекува да бидат слушнати вечерва од Силјановска, која што настапува под двоен слоган, кој што ќе го анализираме дополнително вечерва,
за правда и татковината повикува. Така е, Боби, тој слоган е овде испишан, вината правда за Македонија, татковината повикува. Митингот е предвиден за 20 часот, така што се уште е рано, се уште има многу малку луѓе овде на плоштадот во Охрид. На првиот ден од кампањата, председателскиот кандидат Гордана Силјановска-Давкова порача дека има намера да води позитивна кампања, ќе им се обрати на сите, пред се на неутралните и разочараните, и очекува околу неа да има токму такви гласачи. Според неа време е да дојдат промени, време е да дојде правда, време е жените да дојдат на власт и време е да има помирување. Сето тоа со неа како председател на државата. Поддржана е од ВМРО ДПМН и вечерва се очекува освен неа на охриѓани да им се обратат и председателот на партијата Христијан Мицковски, како и уште неколку други говорници. Предлагам да слушнеме дел од она што таа го порача денеска од овде од Охрид. Би сакала со мене и околу мене да бидат неутралните гласачи, гласачите кои може би идеолошки припаѓаат кон други партии, но она што се случуваше овие години длабоко ги разочара, оние кои прв пат ке гласаат, и мислам дека во нивно име ке ги застапувам и пред владата, но исто така и пред парламентот. Значи, шансите на некој кој е непартиски, надпартиски, да ги представува сите граѓани, да докаже дека е човек од народот, за народот, со народот, мислам дека се големи и таквата личност има шанса да посегне под помирување, бидејќи поподелено општество од македонското во моментов, мислам дека нема. Ако ние ставиме крај на она што го нарекувам јас продолжение од предходниот систем на фамилиарна основа, нешто што новинарите понекогаш го нарекуваат удбашки структури кои се уште постојат, мислам дека тоа ќе подобри безбедноста во земјата, довербата во органите, во државните институции, која што е многу ниска, а тоа за еден председател може би не е нешто големо, но мислам дека за демократијата во Македонија, како еден пример на поинаков начин на практикување на власта, кога велам поинаков начин, мислам и на скромниот начин. Јас во разговорите со луѓето од ВМРО ДПМН велам дека треба да се мисли на скромност во однесувањето, во кампањата исто така, и мислам дека е крајно време да се почне со преиспитување на скапата и гломазна држава. Замислете, 27 министерства во една од најсиромашните земји, 7 во Швајцарија, толку заменици, не го знам бројот на советниците, кои се всушност политички личности. Па не знам заменици на директори на јавни предпријатија, па не знам администрација која, кога ќе ги почнеме преговорите, ќе видиме дека не може да го носи товарот на европеизацијата. Ете така, Боби, тоа би било од денешниот прв ден. Се разбира, кулминацијата е вечерва овде на митингот во Охрид. Силјановска се представува како надпартиски кандидат, чија кампања ќе има две лица, едното граѓанско и другото она на ВМРО ДПМН, но при тоа таа се најавува како жесток критичар на сите. Боби? Благодарам Сонја Николовска од Охрид. Повеќе детали во вестите во 21:30. Очигледно динамиката и подготовките одат малку позабавено. Од Охрид се селиме во Прилеп. Таму е Емилија Мисевијски.
Емилија, кои се очекувањата и како Стево Пендаровски го планира својот пат по гласови под мотото Заедно напред? Добро вечер од Прилеп, Боби, каде вечерва на првиот ден од изборната кампања социјалдемократите ќе го одржат централниот настан, трибина со граѓаните овде на градскиот плоштад во Прилеп. Претходно Пендаровски имаше средба со граѓаните од неколку општини каде направив разговор за топ тема со него, каде тој вели дека е уверен во победа на овие избори, со што ќе се исправи неправдата која му беше нанесена пред 5 години на претходните избори. Верува дека граѓаните ќе го препознаат концептот, неговиот концепт кој се потпира на два столба, меѓуетничка кохезија и евроатлански интеграции. Уверен е во коректна изборна кампања кога станува збор за неговите против кандидати, но не исклучува можноста и за валкана кампања на интернет просторот, но предлагам овде сега да го погледнеме разговорот со Пендаровски. Добив поддршка каква што немал ниту еден кандидат на претседателските избори во историјата на независна Македонија. 31 политичка партија, 32.000 граѓански потписи и поддршка од буквално сите етнички заедници и политички партии, но и граѓани од сите етнички заедници. И тоа се случува по прв пат пред избори. Не зборувам за пазарење меѓу два круга или за меѓупартиски тргови, туку зборувам за поддршка дадена пред да почне воопшто изборната трка. Мислам дека концептот кој го застапувам со години, кој во главни црти го представав и пред 5 години, сега е дополнет, бидејќи бев учесник и во парламентарните избори 2016 како носител во прва изборна единица. Мислам дека и сега е најдобриот рецепт за успех на оваа земја. Тука станува збор за два столба внатре, зборувам за меѓуетничката кохезија која е нужност во мултиетнички општества и држава како што е Македонија. И зборувам за нужност од интеграција во евроатлантските структури, без кои ние не можеме да напредуваме и во економска, и во политичка, и во смисла на демократскиот развој. Очекувам дека граѓаните овој пат ќе можат тоа да го препознават, особено затоа што овој пат имаме еден јасен контраст меѓу она што го нуди главната опозициона партија и нивниот кандидат и ова што јас го нудам во како заеднички кандидат на владината коалиција. Кои ќе бидат главните пораки кои што ќе ги испратите до граѓаните од оваа кампања? Јас сум непартиски кандидат и ќе бидам претседател на сите граѓани. Кај мене нема да има граѓани од прв и од не знам кој ред, како што беше за жал тоа досега. Јас нема да повикувам за мене да гласаат сите, освен известни етнички заедници, ќе ги повикам сите да гласаат и од кога ќе бидам избран, ако ја добијам нивната доверба, имам намера да ги почитам еднакво. Прво, мојот кабинет ќе биде рефлексија на мултиетничката реалност во Македонија. Се разбира дека ќе поведеме сметка и за родовата еднаквост, која е една од главните заложби на владината коалиција и до сега во изминативите 2 години. Меѓутоа, ние мораме, тоа е мојата главна поента во кампањата и во програмата, ние мораме да продолжиме по евроатлантскиот пат, бидејќи не можам да видам како со поништување на Преспанскиот договор, со поништување на законот за јазици, со откажување на поканата за НАТО и со откажување де факто преку Преспа, ако не ја почитувате, вие се откажувате и од датум за преговори со Европската унија, не можам да видам како оваа земја ќе напредува воопшто. Таков пример во посткомунистичкиот свет 30 години наназад не е забележен. Држава која излегува од еден автократски режим, па дополнително и од тешка транзиција, да се развија сама со автономни ресурси. За жал тоа не можеше никој да го направи, ниту ние можеме. И мислам дека тој концепт е веќе на широко препознаен од најширокото граѓанство, да кажем, и се надам дека ќе добие доминантна поддршка од граѓаните и на 21 и на 5, бидејќи е известно дека ќе има и втор круг. Така, Боби, тоа беа главно пораките на кандидатот за председател на СДСМ Стево Пендаровски. Овде се очекува во 20 часот и 30 минути во Прилеп да започне трибината со граѓаните, на која покрај Пендаровски ќе се обрати и председателот на СДСМ Зоран Заев. Боби?
Емилија, со повеќе деталите очекуваме во вестите во 21:30. Само напомена за оние што го наблюдуваат изборното известување и покривање дека истата опција за низ краток разговор во само 3 минути да ги презентира своите главни позиции и ставови им беше понудена и на останатите кандидати, како и на господинот Пендаровски, но тие за денеска очигледно зафатени со првиот митинг го одбија тоа. Во секој случај, како што најавив и на почетокот, сите ќе ги имаме во четврток на првото взаемно соочување. Благодарам, Емилија. Продолжуваме понатаму со гостите во студиото. И сега, ако реков, ќе ги анализираме подетално сите пораки од она што го слушнавме како дел од пораките, сите со тенденција да се представат како кандидати од народот, за народот, надпартиски, колку тоа лесно ќе им помине, со оглед на тоа што според нашата последна анкета која што покажа мала разлика на тоа дека поголем дел го доживуваат Пендаровски за партиски отколку Силјановска, но големото мнозинство не верува дека ниту еден не е независен од партијата, колку овој пристап ќе им оди лесно на кандидатите. Тешко ќе им биде на кандидатите да ги убедат гласачите дека се непартиски кандидати. На крајот на криштата тие се избрани сите на партиски конгрес. Точно е дека формално собираат потписи. Не беа кандидирани од 30 пратеника во собранието, што би ги направило целосно партиски кандидати. Но имајте предвид дека поделениот наратив и поддршката на големите партии ќе ги направат да нивното поле на поддршка е еднакво со полето на поддршка на партиите. Така што ниту еден од овие кандидати нема да може да остане непартиски долго. Како што ќе поминува кампањата, така ќе има тенденција да се направи егализација помеѓу партиското гласачко тело и кандидатот кој партијата го поддржува, и ќе сепак тоа по сериозен механизам. Што се однесува до наративите, по прв пат, односно гледам дека кандидатите релативно ги пресликуваат наративите кои владеат во општиот политички дискурс во нивните предизборни кампањи. Може би понатака ќе разговараме малку повеќе за меѓутоа на почеток очигледно е дека наративот на Стево Пендаровски заедно напред, еден наратив на контраст кој тој и го спомена во своето обраќање. Да, ќе ги анализираме тие нијанси кои што ги има и во говорот на Силјановска. Незири, она што е специфично со кандидатурата на Бленим Река, сега на некој начин тој се обидува да и даде некаков наратив, некаква траекторија на оној успех што своевремено го успеа да го постигне Имер Селмани. Ги видовме денеска и првите спотови на македонски јазик, што значи дека тоа дека ќе се обраќа кон сите граѓани не е само декларација. Колку може да се случи повторно феноменот Селмани, кој сепак не беше доволен за пласман во вториот круг, ја знаеме сепак предизборната математика. Во споредба со Река, ние треба да направиме една дистинција дека Селмани беше еден период министер за здравство, пред да биде кандидиран, и како министер за здравство, мислам дека успеа да се промовира и да се воздигне во една политичка фигура прифатлива не само за етничките албанци, туку и за етничките македонци или другите етнички заедници во Република Македонија. Река е почитуван професор и добар експерт, врвен експерт, но сепак не е дотолку промовиран кај самите етнички албанци, а најмалку кај етничките македонци. Многумина од колегите, кога тој ја објави кандидатурата, и ме прашува кој е човекот. Значи, колегите македонци зборувам, тоа значи дека тој и немал или позиција, или интерес порано да биде промовирана како еден вид политичка личност или личност која во сферата на јавната сфера или во политичката сфера, кој денеска тоа би го искористил како кредит за повлекување на гласачи македонци. Затоа мислам дека кампањата на Река ќе биде исклучително тешка кај самата етничка заедница албанска, а уште потешка кај македонската. Токму заради
неговото отсуство во минатиот период во јавната сфера. Јас не очекував дека еден ваков профил на кандидат ќе се појави во претседателските избори во трката за претседател на држава, од причина што се знае однапред резултатот дека не е возможно, ако господин Османи не успеа да собере или да дојде блиску до тој праг за да помине. За да влезе во вториот круг, дека тоа е тешко. Имајќи предвид дека досега немаме таква фигура кај етничките албанци, кој би била прифатлива и за останатите етнички заедници, јас не очекував дека еден профил како Река би влегол во една ваква трка. Го велам ова зашто тоа може да биде и меч со две оштрици. Од кој аспект? Ако Река успее да привлече, да речеме, над 100.000 гласови, тогаш на некој начин партиите кои застанаа зад него, тоа би го присвоиле како нивен резултат и би прогласиле дека тие веќе го имаат легитимитетот кај етничките албанци, а не други. Во спротивно, ако добие помалку, значи од 60.000 гласови, тогаш истите партии би можеле ретко многу лесно да се оградуваат од него, како и впрочем може да се оградуваат и ВМРО и СДСМ од нивните кандидати кои се промовираат како независни, дека тоа не е нивен резултат како политичка партија, туку резултат на еден независен кандидат кој премиерот Заев јасно се изјасни дека доколку Пендаровски не победи, дека тој ќе распише предвремени избори за разлика од Мицкоски, кој што сите евентуални одлуки ги остави на партиските тела. Не, барем така беше на последниот дуел, ќе видиме што ќе се случува во меѓувреме. Но јас сепак не ја гледам кандидатурата, можеби не сакам да наштетам сега на почеток на кампањата дека не, битен е тој феномен, особено што го имаме тој еве да го расчистиме и тој фактор на консензуален кандидат кој што се случува како прв пат, бидејќи тоа многу ќе влијае во предизборната математика, кој од чиј кампус и како понатаму ќе ги влече гласовите, особено во вториот круг, кога веќе во првиот круг ќе имаме една јасна ситуација без оглед сега. Не можеме да лицитираме кој би бил прв, кој би бил втор. Јас не верувам дека Река ќе успее да се приближи до таа бројка од над 300.000 гласови кои на некој начин гарантираат тој втор круг на гласање. Тоа ќе биде една негова политичка продефиниција во самиот политички амбиент во Република Македонија, кој потоа, ако е добар резултатот, тој би го искористил најверојатно за да ја продолжи неговата политичка кариера во некоја од партиите, во опозиција, или пак да се повлече, ако во случај на лош резултат, да се повлече во неговиот академски живот. Како и да е, тоа што ќе влијае неговата кандидатура во поглед на гласањето на албанците во првиот круг. Додека други и останатите политички партии на албанците кои се дел од владината коалиција застанаа зад кандидатот на Пендаровски, излегувањето на Река како кандидат на албанската опозиција ќе успее на некој начин дел од албанците кои имале намера уште од првиот круг да гласаат за Пендаровски, сепак својот глас да го дадат за Река, или пак да останат во нивните домови и да чекаат својот одлучувачки глас да го дадат во вториот круг. Така што кандидатурата на Река во овој случај може да ја наштети најмногу на Пендаровски, од каде значи би можела таа кандидатура да биде еден вид на пречка за одлевање на албански гласови во контото на Пендаровски, додека Силјановска останува на незиниот таргет за добивање гласови исклучително од етничката македонска заедница. Интересна е оваа анализа за поддршката консензуална. Јас мислам дека неколку фактори се тука во игра. Прво,
консензуалната поддршка, односно поддршката од голема албанска партија не се случува прв пат, но сигурно не последен пат. Мислам дека колку и да е мало контото на гласови кои Дуи може да го испорача за Стеван Пендаровски, особено во првиот круг, мислам дека таа разлика ќе се покаже како значајна во смисла на тоа што ќе го направи Стеван Пендаровски фаворит. И мислам дека ќе биде голем притисокот на било кои идни претседателски избори да се настапува барем еден од кандидатите да настапува како условно речено консензуален. Тој не е консензуален, тој е коалициски кандидат. Тоа е едно. Второ, за овој феномен за кој зборува Боби дека ќе се појавија на Блерим река реклами на македонски јазик, претпоставувам и за другите кандидати македонците се појават и реклами на албански јазик, се должи на два фактора. Првиот е што Имер Салмани и Заев од 2016 го пробија контингентот на гласови од другите етнички заедници и партиите сватија дека има контингент гласови кој не е беззначаен, неколку десетици илјади гласа се работи, кај другите етнички заедници, што е првиот фактор, сега партиите не го напуштаат тој можен контингент. И второто е што овој пат не си ја плаќаат сами кампањата. Тоа е исто така прашање на ресурси. Сега буџетот ги плаќа кампаните, односно рекламното време, па можат да си дозволат да се рекламираат и во македонските и во албанските медиуми. Порано за мал кандидат како Блерим река би било прашање на ресурси. Дали може да се дозволи да се рекламира на македонски медиуми. Третиот интересен фактор е што точно е дека Блерим река ќе им овозможи на албанците. Мислам дека кандидатурата на Блерим река е производ на поддршката на Дуи за Стево Пендаровски, дека тој е направен како контра тежа на Стево Пендаровски, за да ги собере сите албански гласови кои, особено во првиот круг, се размислуваат дали би поддржале македонец кандидат воопшто и кои имаат некако незадоволство кон Дуи, кон сегашната владина политика и така натаму. Албанците се познати како поопозицијски гласачи од македонците. И тоа е дополнително зголемено со фактот што албанците калкулираат со својот глас. Тие велат има време да се поддржи Стево Пендаровски во вториот круг. Во првиот круг ќе им биде полесно да гласаат за Блерим река како некаква порака кон Дуи. И тоа е точно дека Блерим река го канибализира првенствено гласот на Стево Пендаровски, бидејќи Гордана Селјановска со првата изјава во кампањата дека ќе поништи законот за јазиците, направи бариера за неа од било кој албански гласач. Богојски, какви се анализите во однос на во овој контекст околу шансите на Селјановска, бидејќи од она што го слушаме, еве од она што го видовме, таа особено го нагласува тоа дека е кандидат од народот, за народот и дека сака да ги добие гласовите на сите оние кои што може би не се за ВМРО ДПМН, но се против политиките на актуелната власт или се незадоволни од политиките на оваа власт. Наспроти бариерата кон албанските гласови кои што се значи факт. Тоа народот и за народот е флоскула. Па мислам дека сите кандидати се од народот. Ја не сум информиран дека во Македонија постои некоја аристократија која се раѓа над народот, па дека не е потекнала од народот. Но друго би сакал да кажам. Во овој момент никој не дискутира вистината дека има огромно незадоволство од владата и работењето на владата. Тоа е огромно. И тоа влијае многу сериозно на шансите за победа на Стево Пендаровски. Не само кај македонците, него и кај албанците. Зборам поддржувачи на СДСМ. Без да навлегувам во анализа на Дуи, кој сметам дека многу специфично влегува во оваа трка. Тоа беше шансата за ВМРО ДПМН да победи. Незадоволството владино, кое ние требаше да го... Зошто говорите во минато време, кампањата само што почна? Се ќе ви кажам, да. Кое требаше ние да го абсолвираме и да застанат за нас тие незадоволни граѓани и да добиеме победа. Што е тоа што ќе не спречи во тој поглед? Тоа е што ние не успеавме ВМРО ДПМН да ја подготвиме да ја прифати победата. Значи не треба само да победиш, треба да се подготвен да ја прифатиш победата. Ние со сиот багаж кој го задржавме од минатото врз нас, така нереформирани влеговме во оваа изборна кампања, и ради тоа скоро целосно, сигурно ќе имаме гласови кои ќе дојдат на наше конто, меѓутоа скоро целосно ги намаливме нашите шанси да го собериме тоа огромно владино, антивладино расположение и да го ставиме на наше конто. И тоа е една од најголемите проблеми за нас во оваа изборна кампања. Од друга страна, би сакал да тргнеме, ако правиме конкретна анализа од големата слика, тоа е дека сите знаеме дека ќе има огромна абстиненција на овие избори.
од сите партии, вклучувајќи го ВМРО ДПМН, особено оној девот бойкотирам, тоа што го нареков јас, создадено чудовиште на база на интереси, а не на база на вредност и идеологија од за време на референдумот, и тоа сега се сврти против својот творец и сега го јади творецот. Има силна кампања и тоа да се минимизира. Има силна кампања и оби тоа да се минимизира, меѓутоа генерално ако ги земеме и наназад искуствата за излезеност на првиот круг на избори, ние имаме на располагање некаде околу 800.000 гласови, горе нешто може би повеќе. Ако на нив му ги оставиме на страна за господинот Река, тоа значи дека околу 700.000 гласови ќе ги делиме, ќе ги делат господинот Пендаровски и господјата Силјановска. Тие 700.000 гласа се причина да во првиот круг некој биде непријатно изненаден. Кој ќе биде он из двајцата не знам, не можам да претпоставам до толку, меѓутоа некој ќе биде непријатно изненаден, бидејќи оној кој ќе стои многу подоле во гласови ќе биде под партиската бројка која имале вообичаено политичките партии кои ги поддржале на претходните избори. Арсовски и Незири се согласувате ли со оваа теза дека делот, особено Силјановска, ќе игра посебно на картата на незадоволните од политиките на владата и како во тој контекст го гледате самиот и двоен слоган на кампањата. Значи, едниот е правда за Македонија, другиот е татковината повикува. Значи, еден е оној граѓански дел од кампањата, другиот е оној кој што директно алудира на ВМРО. И од друга страна имавме од друга страна имаше денеска и нејзино обраќање во кој што таа вели дека ја почнува кампањата која има две лица. Едното е граѓанското, а другото е на најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМН и понатаму продолжува дека граѓанскиот штаб си има свој председател, партискиот штаб си има свој предводник. Традиционално комуниколошки такви биполарни кампањи тешко поминуваат. Масовните комуникации се борба да ја најдете емоцијата која владае во електоратот и таа да ја оформите во своја полза и таа е најчесто една. И во таа смисла вакви дуални кампањи обично тешко поминуваат, создаваат понекогаш комуникацијска какофонија, но точно е дека во моментот во ВМРО ДПМН има две цели. Едната е целта на Гордана Силјановска, која се бори за својата претседателска функција, но втората, спомене уште поважна цел, е целта на новото раководство на ВМРО ДПМН да ги подобри резултатите што ги имаше барем од претходните локални избори и со тоа да покаже дека со промената на раководството, со овие исклучување така натаму, партијата не пати многу. Дека се уште останала силна алтернатива и тоа е борба за преживување на Христијан Мицковски. Ако ја поставиме бројката од 330 и нешто илјади колку што ја имаше на последните локални избори за репер, дали ќе ги подобри или не, се под тоа за него е проблематично дали ќе остане во ВМРО ДПМН. И затоа мислам дека тие имаат две кампањи, едната е оваа кампања на Гордана Силјановска, Правда за Македонија, таму очигледно алудира на незадоволството на гласачите од судските реформи. Кампањава и на самиот почеток и сега сме принудени и дел од позициите да дешифрираме и од првите спотови, па тука веќе е очигледно дека, например, подоцна ќе го анализираме и Пендаровски, сега сме кај Силјановска, значи очигледно е во првите пораки дека таа вели дека сака да ги спои партијата која застанала зад неа, неопределените, но според наративот и незадоволните од власта на СДСМ. Тоа се директни пораки. Така, тоа е нејзината прва кампања. Втората кампања е кампањата на ВМРО ДПМН која ќе биде насочена против владата. Мислам дека треба да очекуваме малку повеќе парламентарна кампања од тој штаб, одошто председателска, например, Гордана Силјановска во своето прво обраќање зборува за 27 министерства, што никако не е ингеренција на председателот. Че очигледно е дека ќе провејува еден втор наратив во незината кампања кој е насочен како за парламентарни кон владата. Во таа смисла ќе видиме како тоа ќе помине, дали ќе создаде дополнително зголемување на базата на која се определя или ќе донесе намалување. Мислам дека ние во моментот немаме реална проценка за силината на иницијативата бойкотираме, колку таа ќе влијае во првиот круг на изборите.
Така што мислам дека треба да ги почекаме резултатите, мислам дека голем дел од ВМРО-ДПМН ќе се ориентира по тоа дали целосно ќе ја даде поддршката на Гроздан Селска по резултатите на раководството во првиот круг. Така што мислам за нив дека првиот круг е критичен. Дали ќе успеат да ја зголемат таа маса на гласови или ќе влезат во некаква нова екзистенцијална криза. Богојски, каде, во кој дел од слоганот ја препознавате професорката Силјановска, во кој партијата и сето она што таа се обидува да го спои за успешен резултат? Па ја мислам дека повеќе тие слогани не се направени по личноста на Гордана Силјановска Давкова, отколку на потребата граѓаните имаат жет за две работи. Прво е онај патриотски нагон, односно играње на емоцијата со промената на името. И второто е жетта за правда во земјата, со оглед на се тоа што се случува. Но ако ги споредиме и двата, се еден со друг во спротивност, со оглед на актуелните случувања во смисла на представувањето на патриотски чин бегството на Никола визави правдата која се бараше за него. Така да од тука имаме една тотално какафонија на пораките, но имаше интересна забелешка денес по социјалните мрежи, тоа не го забележав. Мои пријатели веќе го постираа, го споделија дека слоганот татковината повикува е фактички болшевички слоган кој го употребиле болшевиците за време на Октомвриската револуција и после тоа, нели, со тие нивни кампањи за национализација и така натака. Така да и тоа буквално така, татковината повикува. Така да мислам дека во оваа кампања ќе изнагледаме се, но не чисто идеолошки профилирани личности, односно пораки, со исклучок на професорот Река, кој на старт се профилираше јасно десно. Неговата порака за силна република, односно силна држава е апсолутно десничарска заложба. И ја, гледајќи ги пораките на сите кандидати, од професорот Река имам, како десничар определен, чувствувам неголема близкост со неговите ставови. За жал, јас барем она што го очекував, тоа дека професорката Силјановска од друга пак страна ќе го поклопи ВМРО-ДПМН, ќе го поклопи она наше, да речем, темно или валкано минато со незина свежина, напредни идеи и на тој начин ќе успееме да се замаскираме нашата нереформираност и ќе успееме да се доближиме до тие незадоволни граѓани, односно до сите кои не го би го поддржале кандидатот на власта. Но колку тоа не биде демаскирано во текот на кампањата, бидејќи кажам, за жал ние направивме обратен процес. Не успеавме, не знам што се случува во Белата палата, бидејќи ја таква енергија не почувствував кога бев таму. Не знам како тоа успеа магично да ги обезразуми или да влијае врз луѓето. Ние обратно направивме. Ние ја поклопивме професорката за да не може да ги искажи ако веќе имаше некои такви напредни идеи. Барем зборувам за пред кампањата која беше прилично интензивна. Сега што ќе се случи во текот на кампањата ќе видиме, но во овој момент не направивме доволно да успееме да веќе имаме известна победа. Интересно и впечатливо е тоа што некако фронтот на сите е насочен кон кандидатот на владеачките партии, па дури и во првите пораки на Блеир Река има некаква провокација. Тоа е не општество за сите, туку република за сите. И сега тоа е една многу потемелна и поширока дебата за која што треба да се расправа и прашање колку тие нијанси можат да и разлики во тоа што значи република за сите или република за сите граѓани и општество за сите граѓани, колку тие нијанси можат да допрат до гласачите. Мислам дека тој антагонизам мултиетничко дали е прашање пред се на концепт или е само онака провокација да се удри кон нешто што е срштана пак на другава кампања? Мислам дека е концепт кој би бил еден вид конкурентен на концептот на СДСМ општество за сите. Зашто нели долг период тој концепт на СДСМ носеше
досега носеше најмалку две изборни победи, тоа е 2016 година и сега 2017 година на локалните избори. Така што се гледа дека ниту опозицијата предводена од ВМРО, од ДПМН, ниту пак опозицијата кај етничките албански немаат некој концепт кој би биле против тежа или конкурентен концепт на тој на СДСМ. И затоа Берим Река како кандидат поддржан или кандидат на Алијанса на албанците и на БЕСА, повеќе против кандидат на Стево Пендаровски, а најмалку е на господјата Силјановска Давкова. И затоа уште во првите моменти на окрупнување на таа коалиција која би застанала за Стево Пендаровски, ако се сеќаваме, премиерот Заев контактираше и со партијата БЕСА на Билал Касами, но и со Алијансата на Зијадин Села. Но ако се земе предвид тој политички историјат од изборите од 2016 година па се до сега, кога на БЕСА и Алијансата ја го обвинуваат премиерот Заев дека не држеше до зборот за нивно вклучување во коалицијата или пак за фаворизирање на ДУИ на локалните избори на сметка на нивните кандидати. Па тука се надовар за амнестијата ни за конфликти кои што едноставно не овозможуваат. Против прашање на села излезе, значи против прашање на барањата на Заев излезе зошто пак ние би застанала за СДСМ или зад кандидатот на СДСМ, како што застана, да речеме, зад кандидатот на мнозинството за председател на собранието. Значи, сепак, овие избори на Река, според мене, против кандидатот на Река на овие избори не е Силјановска, туку е Пендаровски, и затоа неговиот концепт е фактички еден вид алтернатива на луѓето што гласа за општество за сите, а се однесува на албанците, кои многу мина веруваат во тој концепт. И сега сега Река, како кандидат на две албански партии, нуди држава, фактички република за сите, што извира од таа дебата дали нас ни треба држава, како мултиетничка држава, дали нашата држава е мултиетничка или нашето општество е мултиетничко. Затоа реков дека тоа е една многу сложена и интересна специфична дебата. Задржете ја мислата, мора да одиме со кратка пауза за реклама. Се враќаме назад во студиото и во овој последен дел. Ако наративот на Силјановска, па делумно и на Река е да се атакува на оно што значи и незадоволство, акумулирање на гласовите на незадоволство од политиките на апсолутната власт, првите пореки на Пендаровски се дека континуитетот, особено во поглед на тоа каде што оваа влада книжи и сака да покаже дека книжи најголеми успеси, а тоа е меѓународната политика, значи продолжување на тој пат. Колку само тој дел, кога другиве кандидати навестуваат дека ќе чепкаат и по останатите, како што вие рековте, сегменти од парламентарна кампања, може да биде одржлив во текот на цела кампања. Јас мислам дека тој унифициран наратив на Стево, јас немам врска со владата, јас ја представувам можноста Македонија да продолжи да се движи по евроатлантскиот курс, ќе стане доминантен наратив на целите избори. Овие фолклори околу тоа ќе се стишаат и луѓето во основа, електоратот во основа ќе треба да одлучи дали ќе прати порака дека не им се допаѓа генералниот правец во кој се движи државата или дека и покрај цената која постои за тоа, тие сакаат тој да го задржат. Така што во таа смисла неговиот наратив пораката му е вистинска, бидејќи тоа е посилната емоција од се ова друго. Луѓето може да бидат незадоволни од работата на владата, а се уште да сакаат да влезат во ЕУ НАТО, но да се незадоволни од динамиката со која тоа се случува. Така што во таа смисла не му е тоа промашен концепт. Прашање колку ќе може тој да се одвои од партијата, бидејќи како што тече времето, лидерите на главните политички партии ќе изборуваат на митинзите на кандидатите. Нема да може тие да се одвојат и да ја промовираат тезата за надпартиски кандидат целосно. Таквиот наратив кај Стево ќе биде предизвик да се случува, но е уште поголем предизвик кај ВМРО-ДПМН. Вие имате ситуација која Богоевски точно ја опиша, во која наместо Гордана Силјановска да го освежи наративот на ВМРО-ДПМН го
условно речено го поклопи наративот на Гордана Симеонов. Сега и таа го вергла истиот наратив. Груевскиот невин, 27 беше спонтан собрит на патриоти, преспа треба да се укине, законот за јазиците треба да се поништи. Добро, но во секој случај нема многу време, тоа веќе дефинирана една патека каде што ќе се студираат ставовите. Незири, ваш краток. Мислам дека Пендаровски е долго време фигура која исто така високо котира кај етничките албанци. Сите анкети кои досега се спроведени, мислам дека после премиерот Заев е најпосакувана политичка фигура, условно кажано од етничкиот македонски блок. И затоа нема да биде тешко за него за да приде и да нуди, да ја понуди неговата платформа кај албанскиот гласач. Исто така е многу тешко за него да се одвои, да речеме, од политичките партии, од нивните лидери, да се подигне над нив во време на кампањата, зашто сепак структурата на теренот е партиска и целата кампања ќе биде организирана токму од тие партиски штабови. Така што ние не може да очекуваме овие независни кандидати кои ќе излезат на терен да кажат ова е мојата платформа, ама за ова јас не се согласувам со партијата која ми го организира овој митинг, така што тоа би значило една апсурдна ситуација. Затоа, иако стартуваат како независни кандидати, јас очекувам на крајот на кампањата сепак сите да се искристализираат како исклучително партиски кандидати кои фактички ќе ги бранат нивните бои. И Богојански за крај, колку ќе успеат ВМРО, ДПМН и Силјановска да му го згорчат патот заедно напред на Пендаровски со ова двојство од сечини мешовита кампања, спецификите на Силјановска и она што е потреба на ВМРО, ДПМН. Па во тој поглед ни помага многу Пендаровски, бидејќи има кампања без порака, нешто слично како кампањата на СДСМ за време на референдумот, ширење на оптимизам во моменти кога народот тагува ради компромисите и сите работи. И голем проблем е кога не оди во прилог на тезите на Пендаровски, тоа е проблемот со почеток на преговорите со Европската унија, бидејќи меѓу другото жртвата на името Македонија беше направена за почеток на тие преговори. Од друга страна, ВМРО ДПМН во оваа кампања тргнува со скршена нога. Нашиот штаб, РИШ, е кадровски најслаб од постоењето на ВМРО ДПМН до сега, особено од времето на Никола Груевски, за кој можеме да кажеме вака или онака, меѓутоа во негово време Ришовите беа една совршена машина која мелеше се пред себе во наводници кажано, сега сме само една бледа сенка од тоа. Така да, само ради тоа ќе имаме многу помалу излезеност, бидејќи ниту ние имаме капацитет да направиме таква мобилизација како во времето, ниту пак Стево Пендаровски со оваа бледа кампања анемична ќе мобилизира нешто повеќе од СДСМ. Многу интересни предпоставки кои што веројатно ќе бидат предмети и на натамошна анализа во многу следни дебати, особено и по првото соочување. Јас ви благодарам на сите за вечерашното гостување и овие први согледувања. Останете и натаму на Телма, вестите во 21:30 во нив повеќе детали од првите пораки од првите предизборни собери на претседателските кандидати и уште еднаш потсетување првото соочување четврток 19:15 часот на Телма со сите тројца кандидати.